Почитувани граѓани, другари и другарки, Štipljani i Štipjanki, ke pobedime! Ke pobedime! Drugo ne znam, toga go znam, ke pobedime! Vakav otpor, vakvi luѓе na ulica, кои што претходно заедно со падениците бевме свалени 370.000 гласачи на опозицијата. На тој црн понеделник беа свалени на улица. И затоа Никола Груевски, нашиот дом е улицата. Секој ден ќе бидеме на улица, ни цела Македонија, ни сите градови, ни сите села, седо и неве победиме. Почитувани Štipljani, јас денеска сакам да ви се обратам како граѓанин. Ќе ви кажам зошто. Како граѓанин кој што имаше таа среќа или несреќа, на тој црн понеделник, на тој ден кога се суспендираше уставот и демократијата, на тој ден од кога парламентот веќе не постои во Република Македонија, бев сведок на настаните на многу повеќе од она што сите вие можете да видите на телевизија. И сакам да ви кажам некои работи од прва рака што видам со своји очи, што ги осетив на своја кожа, а имаат врска со Štip. Колегата Мисовски ги спомна хероите на Štip на тој црн понеделник. Маринела и Билјана. Маринела и Билјана беа жените пратенички кои што го претрпеа најголемиот стрес тој ден. Да не беше нашата колешка Маринела, почитувани другари и другарки, немаше да има сведоштво за настаните на 24 декември. Ке се заборавеше со вакви медиуми, комплетно под контрола на Никола Груевски, со идејата, злостовничката, нацистичка идеја на Гордана Куловска да ги исфрли новинарите, да дојде пола час претходно да помине у парламентот, да види каква е ситуацијата и потоа да наведе да се исфрлат новинарите, за да не се гледа злостно што се прави на пратениците на опозицијата. И тоа успеа да го направат, да не беше Маринела со својот телефон, немаше цела Македонија, цел свет да види нешто што никогаш досега не се случило во историјата на демократијата. А тоа е дека 40 насилници, обезбедување специјалци без никаква идентификација, влегаа во парламентот и брутално физички не исфрлија. Во тоа брутално исфрлање, една од првите жртви беше една од нашите најборбени пратенички, Билјана Казанџиска. Билјана Казанџиска, која што беше тепана, клоцана, удирана пред мои очи. Нека дојде сега Никола Груевски од Štip, кој што е тука сега, од салата, да му го покаже медицинскиот наод на Билјана Казанџиска. После нека кажува дека биле само фатени за рака пратениците. Ние бевме тепани и брутално исфрлени со полициско насилство од тоа собрание. И тоа нема да го забравиме и за тоа ќе вратиме. Почитувани граѓани, пред мои очи, а тоа го нема ни една снимка, пред мои очи видов како Маринела, последна од сите пратеници, беше исфрлена од собранието, беше газена од 20 битанги насилници од полиција. Пред мои очи двајца мои колеги и јас се излековме со раце од тој кордон полициски. Тоа, драги пријатели граѓани, нема да го простиме и нема да го заборавиме. Бидејќи Маринела и Билјана не се само Маринела и Билјана, тие представуваат 370.000 гласачи на опозициониот фронт. Затоа нема да простиме, затоа нема да го заборавиме. Почитувани граѓани, сцената на Гордана Куловска, како влегува со кордон полицајци и како немо гледа што се случува во собранието, како не сврлаат. Исто така нема да заборавиме. Сцената на Зоран Ставрески, кога мафта со раката, викајќи, исфрлај ги, носи ги, вади ги, никогаш нема да заборавиме. Сцената со Трајко Велјановски, тој нем послушник,
тој пион, таа марионета на Груевски, кој што со еден удар го суспендираше уставот, ја забрани демократијата во Македонија, го поништи парламентот, нема да го заборавиме. Сите тие луѓе ќе бидат третирано соодветно во новата слободна Република Македонија. Почитувани граѓани, пријатели, штипјани и штипјанки, колегите мои спомна дека Никола Груевски во овој момент држи трибина во Штип. Јас сакам само да му кажам една работа. Она што се случи денеска во Штип, или вчера кога беа делени весникот на отпорот за слободна Македонија, кога наш активист на отпорот беше нападнат и му се заканува луѓе блиски до премиерот, луѓе блиски до ВМРО-ДПМН, дека нема да дозволиме насилство врз луѓето кои се борат за слободна Македонија. Нека се ги примеме кучињата касавски, нека ги примеме насилниците. Овие луѓе не сакаат насилство. Ние сакаме на предвремени парламентарни избори да ги победиме, за да си ја овозможиме слободна демократска Македонија, за да обновиме одново, не да вратиме назад, туку да обновиме одново, да живееме во нова, слободна, европска Македонија, да живееме во модерен, убав Штип, кај што слободно ќе зборуваме, слободно ќе одиме по кафејани, по свадби, по слави, нема да се караме, нема да се делиме по национална основа, нема македонецот да биде поделен како што е поделен сега како никош претходно. И заради тоа сме ние на улиците, заради тоа ќе обстоиме до крај, до победата, до предвремени парламентарни избори. Да живее Штип, да живее Македонија. Одиме на победа!